27 юни 1952 година по най-брутален и жесток начин беше оттепан във водите на Тиха Струма на няколко чекори от гръцката граница незабравимият македонски поет, младият революционер Кръсто Георгиев Хаджииванов. Нека за успомен на неговата жртва да направиме едноминутно мълчание. И за всички. Слава на борците, паднали пред олтара. Случайно во автобусот кој доаѓа седев со обиđенец, многу повозрастен од мене и мислам дека јас ќе бидам поклеток во излагањето и ќе очекувам од него да искаже повеќе мислења околу оваа наша борба. Сакав неколку работи сега да нанесам. Мислам, не треба да се повторува на некои работи, сепак не е лошо да се повтори. Во смисла на тоа дека доста ни е да го јадеме горок хлеб од Белград кој е замесуван со зачини од Атина, од Софија, од Тирана. Време е дојдено да замесиме наш македонски хлеб. Тој е многу повкусен, многу посладок затоа што е наш македонски, затоа што ние го замесуваме. ВМРО посебно не треба да се дискутира, да сакам само да нагласам дека борбата е долга, неизвестна, тешка и треба да издржаме сите со заеднички сили обединето, а не да се разидуваме. ВМРО треба само да не обедине. Видовме досега настаните како се бива и докаде не дотера работите. Познато ни е дека Европа е подели Македонија, но треба да ни биде познато исто тоа дека само македонците можат да ја обединат Македонија. Тоа ќе го направиме само со ставање на луѓе вистински на вистински раковни места. Не сакам на раковни да го кажем, на вистински места на кои вистински ќе работат. Некако што досега промашени луѓе на места на кои не ги доликуваше, на кои места работеа во името на народот, тоа го сакат и работат. Тоа не треба да се повтори, ќе биде жалостно. И во мал процент да се повтори. Беше голем фашиста кој уште првиот ден почна да се фали дека искал толку македонци во време на светската војна. На граѓанската војна во Грција. Во тој момент самиот себе си не знае што да правам, дали да се враќам назад или тука да продолжам, или да... Беше решението сепак да издржам, да се победам и да го победам тој грк на некој начин. Издржав, а со време му докажав кој сум, што сум, тој се убеди во тоа што го кажав, почна дури македонски да учи и бев дури поканен кај него, да речем, на вечери, на слави. Со него ден-денеска контактираме. Сакам да кажам дека грците нас не ни се пријатели, туку политиката грчка ни е непријател. Во тоа да немаме, да правиме разлика, затоа што тој грк не бил ни најмалце криви, што можеби со авиони било каде спуштен бил во тој предел, можеби објаснето било дека крите нападнат, а не дека е прати во Македонија да се бори против македонците. Сакам со тоа да кажам дека да нема мешање на работите грчката политика и грчкиот народ, бугарскиот народ, бугарската политика. Ние сме за братска соработка меѓу сите народи од светот, али пред се го
проклаваме македонскиот чин, затоа што на светот треба да биде јасно дека судбината на светот е и македонска судбина. Се дека македонската судбина и македонското прашање не биде стигнато од дневен ред и така на некој начин би рекол дека и судбината на светот нема да биде решена. Затоа што се додека, јас како македонец би рекол, со тоа би завршил дека се додека постои нерешено македонското прашање, ќе постојат сето дотогаш и линдени ќе се раѓаат и линдени нови. Затоа што и линден ќе постои додека не се реши македонското прашање. Движењето за заштита на човековите права на Југославија, огранок за Македонија, како негов председател го поздравувам Оснивачкото собрание на ВМРО за Македонија и му пожелувам успешна работа. Едно од човековите права е правото на слободно национално определување. Према тоа, значи, и нашето движење, нашата партија го поддржува, значи, истакнувањето на секое национално чувство и ја поддржува секоја борба за национално потврдување и живење. Меѓутоа, во оваа прилика сакам да укажам на некои работи кои што сметам дека се важни и да дадам некои сугестии. Треба да имаме во предвид дека властодржците воопште во светот и кај нас нормално во Југославија и во Македонија често пати манипулират баш со националното прашање. Луѓето ги делат по народи, по народности, по држави, по вероисповест, по партиска сталешка припадност, по степен образование, по начин на работа и така натаму и уште на многу други начини. Значи, во таа поделба на луѓето, за да може со нив да владеат, се служат и во поделбата по националното прашање. Сведоци сме денес дека македонските властодржци и во светот, и во земјата многу зборуват за признавањето на правата на македонците вон Македонија и вон Југославија, а воопште не зборуват за почитувањето на правата на македонците во Македонија, значи во Југославија и во Македонија. Со тоа го скренуват вниманието од главната работа, од расчистувањето со нив, со властодржците на спореден колосек. И со тоа, значи, добиват, луѓето, обикновените луѓе, малите луѓе губат. И ако малите луѓе, обикновените луѓе, на кои сметам дека треба да биде и ова организација ВМРО и другите организации, мислим, и другите партии, дозволат тоа да се со нив правят, тие ќе бидат нормално изманипулирани. Према тоа, сакам да сугерирам да ВМРО како политичка партија и тргнувајќи од самото име, значи внатрешна македонска револуционарна организација, биде современа партија, прогресивна и реална. Значи да пред се расчисти со некои најбитни прашања. А најбитното прашање денес за расчистување, рассечување со властодржци. Знаеме дека веќе 45 години живееме под робство на собствената бирократија, под робувањето на значи властодржците во така наречената социјалистичка држава, со злоупотреба на марксизма, во името на комунизмот, односно хуманизмот, бидејќи комунизам требаше да биде хуманизам. И нормално дека без расчистување со сегашната состојба ние не можеме да одеме напред. И се оно што ќе го правиме и што го зборуваме, а што е ван тоа, нема да не води кон главната цел. Затоа сметам дека главната задача на ВМРО и на сите други партии кои што навистина се демократски, и што се навистина прогресивни, и што навистина треба да му служат на малиот човек, треба да биде, значи, борба за правна држава и за демократија. И расчистување со оние кои што се носители на неправна држава, на недемократија, на притисок, репресија, терор и така натаму. Меѓутоа, за да се дојде до тоа, постои некоја претходна борба. Ние сега одеме еден чекор напред, одеме во трето делење, а не сме завршиле второ, да речеме од прво. Ние мораме пред се да се избореме за правна држава, за демократија во Македонија и во Југославија, а понатаму значи да ги остваруваме и другите национални права и така натаму. Сметам дека без храбра
борба на македонците, уопште на граѓаните на Македонија за расчистувањето на таа состојба со властодржците нема да може тоа да се оствари. Меѓутоа, мораме да констатираме дека ние во Македонија денес, за жал, немаме многу храбри борци. Ево, јас ќе дам мој пример. Веќе 3 децени, повеќе од 3 децени волам борба за човешки права. Преку 8 месеци сум бил во затвор, 5 пати затваран. Пред одам во затвор, уште власта ми се закануваше дека ќе ме ликвидира. Во затвор покуша 2 пати да ме ликвидират. Преку 7 години скоро сум без работа и така натамо, подложени и на други прогонувања притисоци. Меѓутоа, во таа моја борба, за жал, јас бев сам. И се уште сум сам. Да констатираме дека е полесно да речеме денес да се лае, да речеме, на нешто што е ван границите, што не може да ти наштети, отколку да се кажат макар 2 збора за нешто што е тука, за некој што е тука, нарочно ако е на власт и на положај, ако е функционер, што може да апне. Ние не можеме да зборуваме за никакво прогрес во демократија, во правна држава, ако имаме политичка полиција на комунистичка партија со која не сме расчистили. Треба да се распусте. Треба да се распусте политичката полиција на комунистичка партија, службата за државна безбедност и да се формира државна безбедност како стручна служба која ќе ја штите државата, а не партијата на власт. Војската да ја штите државата, а не партијата на власт, да ја брани уствари државата, а не партијата на власт. Понатаму, значи со режимските јавни обвинители, суди и службеници на внатрешни работи, како ступ на бирократската власт, мора да се расчисти. Тоа ќе се расчисти ако се поведе борба за почитувањето на законите кои што веќе ги имаме и постојат. Сведоци сме дека режимските јавни обвинители, суди и службеници на внатрешни работи од ослободувањето до денес за овие 45 години се носители на маса правосудни и људски злодела. Тие злодели ден денес ги прават. И тие се натоварени, секој посебно од нив, со маса од тие злодела. Денес се уште на функциите и може да кажем не раководат. Додека не ги повикаме да положат сметка за тие своји злодела, ние нема да тргнеме ни 1 милиметар во демократија, правна држава и во почитувањето на човековите права и слободи. Меѓутоа, за таа работа треба организирани, солидарни луѓе и пред се храбри луѓе. За да имаме храбри луѓе, македонци, уопште граѓани на Македонија, сметам дека голема заслуга ќе биде на ВМРО, ако тоа си го постави како главен задаток. Да го подигне духот на македонскиот народ, да ја подигне борбеноста, да ја подигне неговата свест пред се, да биде човек, понатаму и се друго. Значи и македонец, и југословен, ако треба европјанин и граѓани на свет. Меѓутоа, ситуацијата е многу тешка, со тоа треба да се сукобиме. Денес ние во Македонија немаме луѓе, нашите луѓе се живи мртовци. И ние пред се треба од нив да направиме луѓе, а понатаму македонци така напред. Затоа сметам дека главната задача на ВМРО за Македонија ќе биде, ако таа биде пред се, значи партија на малите луѓе, на обикновените луѓе, да се изборе со моменталните властодржци, тргнувајќи од таа вистина, дека никогаш македонскиот народ во својата историја не бил потешко газен, отколку што е од својата собствена бирократија за овие последни 30 години. Нормално е дека ќе се бориме и за правата на македонците во Бугарија, во Грција, во Албанија и така натаму. Меѓутоа, таму, да речеме, во Бугарија 10, 15, 100 и 1000 македонци се загрозени како македонци. Меѓутоа, уште по-нормално да се избориме за преку, да речеме, милион македонци во Македонија кои што се и тешкако загрозени во своите права. И понатамо,
што рече и мојот претходен дискутант, мораме да бидеме современа, модерна организација и хумана организација, да речеме, да не негуваме мржња према другите народи, према бугарскиот народ, према грчкиот, према албанскиот, во борбата да се признаат правата на македонците во тие држави. И тие народи, и сите други народи во светот, треба да ги сваќаме како наши браќа. Меѓутоа, тоа ќе го правиме само тогаш ако сме организација на мали, обикновени луѓе. И затоа сакам да апелирам да ВМРО во својата работа тргнува и од тежењата кон космополитизам, да речеме кон тоа да луѓето во светот се зближуваат, а не се разединуваат. И сите мостови кои што треба да го тоа остварат да се успостават, а не да се рушат. Затоа треба многу да се пазе ова организација да не биде националистичка. Да речеме, за да не биде националистичка, мора прво да се боре за правата на македонците како луѓе, значи и за братство со сите луѓе, значи и во околината наша и во светот, а понатаму да се боре и за националните права. За да не должам, има многу да се спорува меѓутоа, да се даде можност и на другите да се искажат. Сакам да речем само тоа дека мојата партија, да рече партија на човековите права, ќе се боре фактички за истите цели, за признавање на уопште људските права на човекот на Југославија и на Македонија. Меѓутоа, јас лично сметам дека идената на успоставувањето на мир во светот и во една подобра соработка на луѓето од целиот свет е во тоа да се согледа дека властодржците на целиот свет се совршено солидарни во одбрана на своите интереси. Треба да знаеме дека до сега во људската историја сите властодржци, без обзира како се тие нарекуваат, фашисти, комунисти, капиталисти и така натаму, денес, барем да речеме, се совршено солидарни. Дури сметам дека и Обединените нации се врхунец на договор кој што треба да обезбеде да 1/3 на луѓето во светот, властодржци, експлоататори и обесправувачи, владаат со останалите 2/3 експлоатисани и обесправени мали луѓе. И сметам дека баш нашата република е полна со тие експлоатисани и обесправени мали луѓе. А тоа е како резултат на таа 1000-годишна, да речеме, состојба во светот. И сметам дека перспективата на човештвото е во зближувањето на луѓето и во солидарисање на малите луѓе. Бидејќи малите луѓе, ако не се солидаришат, секој пат ќе бидат изманипулирани од властодржците. Затоа сакам да укажам на најголемата опасност за ВМРО да не биде изманипулиран од денешните македонски и југословенски властодржци. Значи тоа да не го дозволи. Да не биде луѓе големите нации, него доде по свој собствен пат. Нормално дека одредени работи ќе се одредени работи ќе се исправат, не мора се да биде онака како што е сега поставено, меѓутоа мислам овој почеток е многу добар и можеме да го само посакаме успешен разговор. Хвала. Ги молам пријавените дискутанти да се придржуваат на времето определено за дискусија. Исто така би сакал да ги замолам присутните кои имаат земено пристапници, а ги немат доставено, истите да ги достават до записничката маса. Браќа и сестри струмичани, се викам Стефанка Поповска, родена во Преспа, а живея моментално во Чикаго. Осеќам голема возбуда во мојава душа. Нема да ми верувате колкава е оваа моја среќа, што можам да ве поздравам во мојава македонска чистина за едно благородно дело што го давате. Вашиот дел со формирањето на секцијата на Струмица на ВМРО ДПМНЕ. Сведоци сме сите овде кои денес се собравме да се поздравиме во чест на светите идеали на илинденскиот дух и на слободарскиот дух на македонскиот човек.
дека дури и во последната декада на 20 век не престануваат аспирациите од сите 4 страни кон македонското тло и кон газењето на правата на македонецот на неговата родна грудка. Ние, почитувани браќа и сестри, овде сме собрани за да докажеме дека постоиме и дека ќе обстанеме и ќе ги отфрлиме сите лажни пресуди за некакви си нови квази истории со кои тврдат дека нема Македонија, нема македонски јазик, нема македонска нација, а се со една цел – сите да бидат претенденти на македонските етнички простори. Еден голем етнолог од светско реноме има запишано: одете во Македонија и прашајте го секој еден човек што е, ќе ви одговори македонец. Тоа значи дека и во најтешките историски мигови на денационализација, прогон, тортура, екзод и газење на сите човешки и национални права, македонецот не се откажа од својот македонски национ. Многу одамна македонскиот народен пеец испел еден гениален бесмртен стих: македонско име нема да загине. И тргнете, одете ширум етничкиот македонски простор, секој ги памети тие прости, но светли зборови кои му значат патокас во иднината и нераскинлива врска со минатото, со историјата и со коренот на својот народ. Браќа и сестри, мисијата на оваа млада генерација е најтешка од било која досега. Ние овде и денес мораме и должни сме кон својот народ да се бориме против ужасот кој е наметнат од придушувачите и нашиот национален од кон соединување на нашиот искрвавен етнички простор. Ние мора да веруваме во победа и тогаш кога нашите можности се сведени на минимум и тогаш кога нема никаква наде за опстанок. Сите сме сведоци на збиднувањата што се случија на 16 јуни оваа година во врска со пограничните блокади, односно барање визии и пашошни права, што треба со некој реципроцитет да важат од двете страни. Се мене ми се чини дека тоа е некоја игра што треба да не фрли во нови заблуди, да им веруваме на некои челници дека се интересираат за наводно наши делови што треба премолчено да се барат од грчката окупација. Браќа и сестри, живееме во космополитско време, кога се мисли за освојување на вселенски простор, а живееме во една сегашност во која и најпримитивните народи што не ја одобрувале асимилација, геноцид, екзод и физичко истребување на еден народ што со милиони постоел, а сега да го нема на неговата земја што се вика Македонија. Ми е жал што морам така да велам. Многу имаме напластени заблуди во нашите глави од многу причини кои не можат да се набројуваат тука, но меѓу сето можам да го речам следното. Тргнувам од моето сознание, а сметам секој треба да го прими тоа, да излегуваме од темнината на заблуди, да ги разбиеме ужасот што ни е надвиснат над нас, да ги оладиме нашите глави, да се погледнеме секој очи во очи, да си подадеме раце сите како браќа што живееме на ова македонско тло и во името на македонското благородие, правда и вистина да се побараме себе си, оти целиот свет нас не знае. Браќа и сестри, мислам дека нема повеќе место за некакви блокажи во ова поново време што сакат нашите стравнинари да ни напластуваат уште заблуди, да не се познаваме себе си,
а да чекаме друг да ни ја решава судбината. Мислам дека македонецот, македонскиот народ, Македонија има собствено издигнување кое создаде свое постоење целиот свет да го знае, како светлина и благородие што сеела на овој македонски простор и низ времињата милеумски обстојувала. Нас, ветрометините на незиното гордо достоинство, стремеш што означуваат пат за крајна победа. Браќа и сестри, не можам да ја искажам моја восхитеност, што осеќам гордост и сила во овие млади генерации, кои не се заразени со погодувања и не нагризени со сумњи, чврсти и јаки, мораат да победат во осветлувањето на македонската вистина. Јас верувам во тоа. Америка и Канада. Така, кога дојде времето и нашето дело да излезе на видео. Ние многу пате нашите парадетци и татовци со синџире изгнили кости отидеа во гробишта и очите ни отворени уста кам Македонија да се уединат и на нас не беа басија и дека синове ќе работите, не може да попуштате, оти и ние носиме дека панталоне. И ние треба да бидеме дека пред светот како е Европа, како Българи, како Срби, како Грци, така дека и македонското и дека и не треба да постоа. Не можете да 45 година нашите брати за Дина, таму во Штип и во Скопје, тој нашиот генерал Михаил Апостолски. Това е срамота. Блокираа луѓето, пушките бушовските и поставеа пушките и ги изтипаа човеците. Бегаа масовно преко границите, не бегаа од Македонија, него бегаа од комунизам, од сталинистичко уредуване. Останите државни сталинисти не командат. Не може да почнете од луѓата и кажете да се пакуват и да се одат. Тие се каменјалци за нашиот македонскиот народ. Имате јасно. Още сакаме да гласуват организации, да ни остават маски пред ушите. Ние тоа нема да го дозволиме. Кои се тие војсковоđи што взимат по 25 милиарди пари, што црпат народот, а народот го малтретираме? И да јаде Гарисон и друг 49 години, 55-та во организација, кусите ги зимаа и надали ја човесте. После 50 година зимаа на човесте на селако што треба да јаде, блокирае за тие тука што треба да јадат во собранието. Кој мислото ни го идеа, сакат и костите да ни изламат. Деликашо, нема да позволиме ние тоа. Слободно да изкажеме. Тоа е демократија. Да работиме правилно. Млади ни мисламе. Не направите агенти. И просимцовачевски. Нашите татовци, јас ви кажувам, 20 години, 23 година организацијата на ВМРО ке открие тука, Струмишко поле. Во баници били затворени, со синџире секоја само ти карат по улиците, за да видат и викат тие се бугари. Не се бугари, тие се македонци, а по бугарски. Друго, нашите деца напуштили ги огништа од тој, од бюрократизам, од комунистички. Може грците да кажат, тя дадеме, ама чувате човесте, там да не пазна тако зрно. Да не пазна комунистичко, нашите бяха човеци, преко којаните. Още че ни трябват агенти.
јас поставих кофарот, јато на македонски. Прикажуваме и вика, поставяме на германски, ти одек си, викам, јас сум македонец, ти кажа. Добро. И поставяме да прикажуваме, тие като се опита, шо прикажуваш ти, бе? Вика, прикажувам на српски. Како на српски? Оти викам, не им кажа на македонски. Не смеям вика да кажа. Оти вика, право ти ми вземат паши, оти ми ще ме карат, вика, в укрит дом, вика, у запад. И после ми тато, уйдеем от Карабо там, аз платя, викам, аз съм штом си македонец, викам, чувай си го своето синко и се дораме да последвам. Гърция не сделала от една Македония, там, не знам, че знам, само да дойде време. Анде Евтимов, Костадин Динката, кои нажалост се починат, обвинети и осудени за најсветите македонски идеали, наведувајќи во пресудата како отежнителни околности дека обвинетите редовно ги посетувале спомениците на истакнатите македонски револуционери од периодот на Илинден и на тој начин сушност кај македонскиот народ го буделе духот за обединета Македонија. Како доказ беа приложени запленети слики при претресот од кои се гледаше како и положување цвеќе на споменикот на Никола Карев. Како втора тешка отелжителна околност во пресудата беше цитиран текстот од разгледницата што ја има испратено од Солун до собранието. Текстот е следниот: чекорам по земјата моја со гордо крената глава и нешто силно во градите ме тера да викнам. Нашата идна борба е обединета Македонија. Како доказ беше приложена запленетата разгледница. Вакви обвинени и вакви одежителни околности обликуваа предавници на македонското дело, на чие чело стоеше Лазар Колишевски и Страхил Гигов, и во времето кога се ткаеше обвинението, кога се одвиваше политички осудски процес, на еден од своите комунистички седници се изјави: се роја тија, еве растуриле 1200 броја од македонска нација. Ја шират идејата за обединета Македонија. Тоа не е за подценување. Тоа најостро треба да се суди. Вака душегрижникот бил загрижен за судбината на македонскиот дух од Егејска, Пиринска, Вардарска и Албанска Македонија. Дами и господо, чудна коинциденција се одрига со судските политички процеси, затварањето и мачењето на осудените во периодот 45-85 година, со затварањето и убиството на честните македонци од Струмичкиот и Битолскиот крај, кои во 1942 година искрено настојувале да воспостават контакти со организираната борба на македонците од Пиринска и Егејска Македонија. До поврзувањето на задничката борба не доаѓа и покрај тоа што се знаеше дека таму действуваат организирани македонски снаги, чија цел била борба за обединета Македонија. До обединета акција не дојде бидејќи токму кога требаше да се воспостави врска, организаторите беа предадени во рок од 10 дена, сите беа затворени во брза постапка ликвидирани. За да не се направи втор историски пропуст и да не се повторат овие грозомори, како што смислено го правеа за цело време комунистите на Колишевски, Темпов, Гигов, Радосавлевиќ и друго. Предлага раководството на ВМРО-ДПМН во најскор временски период да воспостави директни контакти со македонската организација Илинден ВМРО, независна. Од Пиринска Македонија со седиште во Софија и Комитетот за човечки права од Грција со седиште во Солун, заради консолидирање и координирање на заедничките акции за духовно, национално и територијално обединување на севкупна Македонија. ВМРО со македонската организација Илинден и Комитетот за човечки права од Солун заеднички да формираат еден централен комитет на семакедонско движење како би се водела заедничка единствена
борба на целиот македонски народ. ВМРО ДПМН као член на Централниот комитет да завземе став заеднички за делување за духовно, национално и територијално будење на македонците од сите делови на Македонија кои се поробени. ВМРО ДПМН како носечка снага во обединетиот Централен комитет да действува во заземање на цврсти ставови што ќе значат единствен фронт за заедничка акција духовно, национално, политичко и територијално обединување на Македонија. Ние ВМРО-вците немаме право да мислиме на ништо друго, се додека не се избориме за обединета и независна Македонија, за кој идеал паднаа илјадници познати и непознати деца на македонскиот народ. Благодарам. За дискусија е пријавен Илија Тодоровски, а нека се припреми пан. Браќа и сестри, македонци и македонки, јас сум Илија Тодоровски од Охридина. Драго ми е и чест ми е што после 1944 година дојдов да ја видам Струмица. Овде по тие планини, по тие села, од Доврушинци до Митрашинци, секој село ги има минато од село на село. Струмица први ние влегомне со артилериската бригада на Александар Мичев да ја ослободите. Овде недалеку од Струмица, Радовишково село Лесковица. Тука ги стрелаа 3 момчиња. Едно беше од Струмица, живее ка Шимонополот, во една стара куќичка беше таму. А Александар Минчев му беше тетин нешто по некоја родбинска така. Тој имаше 2 малолетни дечина, а беше од едно многу бедно семејство. И ноќта кога тргнавме по Лакавица, по реката срешту Лесковица за Лесковица, тоа момче, јас бе во штабот, ми викаше дека му обештал Александар Минчев, утре ќе ме пуштет, рече. И кога отидомне во Лесковица, се собрат целиот главниот штаб на Македонија. Таму беше Михајло Апостолски, Колишевски не беше тој разбойник тука тогаш. Беше некој мајор Груица, ми се чини тој не е Груица, тоа партизанско име му беше, тој од Виница родом, Ивановски ми се чини, сега е под пенсија. И таму штабот се собра и тие тројца врзани кои што беа излеговне во Лесковица имат еден дол под целото и едно преварче има. И таму ги најдомне 3 гробови ископани беа. И 3 колови големи имаше закачени. И Александар зеде да ми чита пресудата на тие момчини. И бараше доброволци да се јавиме, кој ќе ги среда. Ама ние ги затворавме очите, ни беше срам, ни беше грев да... И тога се јавија некои партизани во енглески блузи такви, со кожинки на тоа, сигурно постари партизани беа. И над гробовите ги врза и тука ги стреля. Јас затоа сум дојден, сакам да идам, да ја најдам таа куќичка. И да видам тие децата, да видам и што се случи со тоа момче што го стреляе таму. Овде каде денеска сум дојден да и поздравам моите соловци, маченици од Идризово. Тука имаме и Стојан Терзиевије, бевме заедно во Добој Нови. Тука се браќата од Велуса. Тука се Васил Мисечи Чурлинов од Дабиле. Тука беше Тобе Мазнајков, кој што слушам, починал Тобе Мазнајков. Сите бевме ние во Добојското училиште. Сега се сретивме после толку години со Стојан Терзиев. А во Добој знаеш како беше. Не можеле да се познаваме. Таму беше еден голем злосторник, челик се викаше. Ако имат некој маченик од тоа Добојско училиште,
Тоа беше најлошото мачилиште што постои во Југославија. И кога отидоме таму во 49-та година, тој челик уби едно младо црногорче. Ѓорѓе се викаше. Тој беше воен осуденик и требаше во најгледно време да се пушти, да се отиде дома. Кога го уби таму и го фрли пред казаните кај што им дава јадење, а врнеше еден дожд тогаш, во тоа време. И викаше сите ќе ви избијам ковај, што го убив тука. Зашто тога ја отидени бебе. Од ово имаше то липат се вика тоа мачилиште, заградено со високи електрични, такви неелектрицирани жици. Денеска ние се сретвиме од толку години, ама тогаш бевме слаби, бевме брадосани, бевме гладни, а сега и тој се оправил и остарел, а и јас се очелам, така и не се познавам. Не знам Васил Чурлилева ли е дојден тука. Не, овие брајчата од Велуса, Стојмановци, Грклянов, беа там. Чест ми е денеска што дојдов да ги поздравам и младиве комити тука, начело со војводата. Сакам да прво да се извинам, јас не сум говорник, видите, не сум ни видел вакво нешто, затоа имаше плачење од тепања, имаше леликања. И денеска мене, знаеш колку необично ми е тука да зборам. Но денеска не е тешко, код нашто ни беше тешко на тие вамаровци во 1947 година. Ние не идеме така доброволно да плескаме и да одиме во Вамаро. Ние одеме клетва да земаме. Земаме крв, сабите еден со други, за верност. И јас мислам, никој од нас, многу малку, кој ги извалка бразите во Идризово и во мачилиштата таму. Стојан Терзиев дајт многу добро во Идризово за случајот со доктор Шулев, што настава. Ама не беше само тој еден случај за убиството него. Овде денеска сакам да ви апелирам на сите браќа и сестри, и македонци и македонки. Денеска се случува нешто над Македонија. Денеска се вие црни облаци над Македонија. Српските четници и крвојаци не мируваат. Косово го окупираја. Тие ни сремат намка на нас. Нашите платени агенти одат да преговарат во Белград. И за да сакат да ни турят чајкачи на нас, македонците. Ние теби да видиме будни. Не е само Вамаро да викаме и да се прими во Вамаро. Туку треби да станеме прави и наследници на нашите вамаровци и дедовци и татовци. Ние знаеме нашите браќа во Србија немаат ни школу. Учат исто кој енглески јазик што учат во нивите училишта. И во Јаболко, и во Качарево, и во Жабљак, и во Раковица, најголемата населба во Белград. Ние во Белград ги примиме сите српски јаничари, сите од Хрвоје Маричич па до Стошик и сите таму. Зошто ние не му дајме 15 минути? Ко тие шучат нашите македонци на енглески во Белград. А ние му даваме цел ден српски песми да ни пеят таму. И да царуват во Скопје и во цела Македонија. Сакам да речам неколку збора за организацијата на Вамаро и за чистината. Денеска не е лесно да влезиш во Вамаро и во ова Вамаро, во внатрешна македонска револуционарна организација. Затоа што ова е многу тешка економска криза. Овие се големи политички превирања. Ние не само да, зашто гледам јас, луѓето одбегават. Оваа тешка економска криза не може да ја влечат кој денеска доброволно идет луѓе неуки, идет луѓе неписмени. Колишевци постоја со такви луѓе.
тагарчината му продадува, му дадува, ташни му купија. Ние треба да бараме македонци образовани, чисти македонци, зашто ова тешка криза не се вади така, само со плескање и со зборбени. И после тие македонци поними ќе тргни сиот македонски народ. Зашто ние, јас ќе зборам за мој Охрид. Охрид е досега нас не викаја како бугарашки, настроен бугарски град, ама таа титла ни е качет што ние сме антисрпски град. Охрид има само една мала фракција србоманска. Охрид е чист македонски град. На ВПРО спрема албанизирањето на Македонија. Ние до сега неколку пати зборувавме за тоа и присуствуваме заедно информирање каков е нашиот став за албанизирањето на Македонија. Можам да кажам дека во тој поглед настапуваме најостро. Ние сме свесни за опасноста од албанизирањето на Македонија и тоа го светуваме на два пункта. Првиот пункт тоа е големиот прираст на населението на Македонија, односно големиот наталитет на албанците. И во тој поглед ќе се бориме со сите средства, културни, цивилизацијски се разбира, да им укажеме на албанците дека тоа мора да биде и нивен проблем во иднина. Од друга страна, проблемот на албанизирањето е во механичкиот прилив на албанци од Косово. Сметаме дека тоа е и главната причина за таквиот број на албанци денеска во Македонија, бидејќи се смета дека една бројка околу 100.000 албанци е доселена во текот на овие 10 години назад од Косово во Македонија. Во таа смисла, со добивањето на македонско државјанство и македонски пашапорти, сметам дека прво ќе се спречи новиот прилив на такви албанци од Косово, а второ ќе се отвори еден процес на враќање на тие албанци на Косово. Бидејќи со самото тоа што тие нема да имаат право на македонско државјанство и македонски пашапорт, ќе мора тие да почнат да се враќаат назад. Од друга страна, исилувањето на албанците од Косово мора да биде веќе проблем на Конфедеративна Југославија. Што значи тоа? Ние во најетно време, односно со доаѓање на власт, ќе ја запознаеме владата на Анте Марковиќ, ако биде таа и виднина, за тој проблем на исилување на албанци од Косово, кој што е проблемот на исилување на срби и црногорци. И во заа смисла, ако можеше за србите и црногорците да се одделат станови од Федеративна Југославија, од незината федерација, од центарот од Белград, средства за изградба на околу 100.000 станови за враќање на србите и црногорците, ние сметаме дека таа истата федерација може да додели барем исто толку средства за изградба на станови и отварање на работни места на тие албанци од Македонија. Ако може, програмата не само прочитал, да видам може би постои тоа, но ако не постои и лидер, и ово за людските права во Солун, преко нашите селеници, преко океанските земји, Канада, Америка и Австралија, ако треба и петиции да се створат од македонскиот народ целокупниот, па да се постави тоа, ако може преко Обединените нации, да даеме захтев државите кои са били учеснички подпишување на документот за поделба на Македонија да не се карат балканските земји, владите и нивни денески да се откажат од тај документ и да го прогласат за неважеќ. За раздорот на Балканот да се смири еднаш за секогаш, тоа треба да им го даеме на Обединетите нации, иначе нема да има мир на Балканот, додека е поделен македонскиот народ. Затоа државите, властите кои са били Енглеска, Француска, делни на Русија, Америка, да се откажат од овој договор и да го турат бази. Моје лично име, ја имам честа и задоволството да го поздравам основањето на ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство во Струмица. Посебно ми е
изразиме нашата волја обидување, односно морално и интелектуално да се определиме онака како што сметаме дека е најправилно. Јас искрено се радувам со сформирањето на ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство во Струмица, расте бројот на политичките субјекти кои ќе мислат на Македонија, ќе работат на планот на еманципација на македонскиот човек, на негово материјално и културно издигнување. Благодарам. Браќа и сестри, македонци и македонки, јас како член на македонскиот народ, како свештеник на Македонската православна црква, на нашиот од мое лично име, сакам да го поздравам и ве поздравам вас, Основачкото собрание на партијата ВМРО во Струмица. Поздравувам председателството, а исто така и делегатите од прекоокеанските земји, нашите сонародници, народнички и од западноевропските земји, кои гледам дека има тука, и другите представници од другите места кои са тука. Името ВМРО е најстаро и кое сите нас не занесува. И треба да не занесува, зашто имаме вистински македонски чувства. Сакам да го благословам од мое име и да Господ ни даде сили да можеме национално единствени да ги бараме нашите права. Денеска, во денешно време, во денешните прилики, му благодариме на Господ Бог што имаме можности да зборуваме, да си ги кажеме нашите мисли, да си ги кажеме и нашите чувства. Но јас сакам да кажам, сите ние имали сме по некои проблеми и маки. Ништо не смее да не разочара да си ја не сакаме нашата татковина Македонија и нашата националност македонска. Имаме повеќе партии во Македонија. Јас не сум член во ниедна партија, а членувам и ги сакам сите македонски партии, оти се македонски. Името е убаво. И секое име кое е земено во нашите партии е убаво. Меѓутоа има една изрека кај нашиот народ која вели вака. Името не го краси човекот, туку човекот го краси името, односно делата негови го краса истиот. Па затоа апелирам да македонските луѓе кои се завзема за доброто на македонскиот народ да го докажат тоа и да кажеме дека вистина овој е човекот кој е добар за македонскиот народ. Сакам да кажам уште и тоа, да имаме разбирање меѓу луѓето. Ако имаме разбирање со сите други, ние ќе направиме вдружено многу повеќе. Навистина, ние до вчера не бевме можеби единствени. Сега гледам дека имаме наши браќа и сестри овде од Егејскиот дел на Македонија и од Пиринскиот дел на Македонија. Сигурно има некои и од албанскиот дел на Македонија. Јас не би рекол грчкиот, бугарскиот или албанска Македонија. Би рекол делот на Македонија од
албанска, тука е македонска. И верувам, мораме да ги цениме се она што е настанено во ово време за нашиот македонски народ. Ако Илинденското востание ние роди Крушевската република, која беше од неколку села, 12 или 15 села ни беа, ако асно ние донесе оваа Република Македонија, држава на македонскиот народ, ако тогашната Крушевска република беше огледалце или прозорче низ која дојде другата Македонија, уште повеќе ова Македонија го гледа едината на целиот дел, на целокупна Македонија, а каква ќе биде едината на таа Македонија, во какво, с кој ќе биде пријател, ќе биде тај народ, кој му е пријател, с него ќе биде пријател. Юбилеј од 100 години ВМРО Македонија. ВМРО Македонију, ВМРО совест на македонскиот народ, ВМРО историја на македонскиот народ, ВМРО заштита на македонскиот народ, ВМРО универзум, порака до светот, ВМРО црква, училиште на Македонија, ВМРО македонски и словенска азбука за сите словенски народи, ВМРО корен на коренот македонски, ВМРО конгрес на македонскиот народ. Јас многу нема да продолжам. Сакам само две историски работи да се исправат на овој момент, а тоа е